колега Костадинов, верувам дека заменик министерот како пред се професор по економија ќе се согласи со мене. Еден од двата контрибутора за заздравување на било која држава од ваква економска криза во која што се наоѓаме ние се капитални инвестиции и странски директни инвестиции, нешто кое што колегите во овој амандман сакале да постигнат одредена соработка. Еве вака, да зборуваме прво за странските директни инвестиции, заради тоа што ќе поминам на суштината. Да, сакам да ви кажам која е суштината. За плански региони овде се мисли за оние луѓе кои што гравитираат и кои што треба да работат во странските директни инвестиции, заради тоа што конкретно колегите од Охрид ми информираат дека во фабриката која што работи таму и која што вработува луѓе, доаѓаат луѓе и од Битола, и од Ресен, и од други краеви на Македонија. На овој начин државата би успеала да создаде повеќе услови за тие странски директни инвестиции да дојдат во државата. Ке ми дозволите да се послужам со бројка која што искористи премиерот на владата. Он вели дека се преговара со потенцијални инвестиции од 3 милиарди евра, па јас сметам дека тие 3 милиарди евра ако влезат во државата, тоа ќе бидат многу вработувања. Ние како држава покрај условите кои што ги нудиме сега, можеби треба да создадеме и плюс услови за тие луѓе да дојдат и тука да можат да едноставно осетат одредена предност и одредена бенефиција од владата. Еве би сакал да ве запрашам, ако дојдат Google и Facebook, па тие луѓе ние треба да им понудиме нешто плюс освен тие привилегии или оние олеснувања кои што ги направи владата на ВМРО-ДПМН во изминатиот период. Понатаму, според Меѓународниот монетарен фонд, една од препораките за излегување побрзо од кризата е креирање на нови капитални инвестиции. Со ова ВМРО-ДПМН и со овој амандман сака да интервенира, да има помош преку буџетот за изградба на овие станови, со што би влегле многу средства од државата кон градежништвото како сектор кој што обработува 28 сродни гранки, што значи дека 28 гранки, малите, средните, големите предпријатија и луѓето кои што се вработени во нив преку почетокот на изградба на овие станови, а познавајќи ги добро и урбанистичките процедури заради тоа што доаѓам од Министерството за транспорт и врски, и тука апсолутно нема да држи оној аргумент дека не е можно да се почне до крајот на годината. Можно е да се почне ако се прераспределат овие средства. Ќе обезбедиме барем наредната година-две редовна плата за градежните компании кои што верувам сега дека со оваа пандемија и со оваа економска криза се сериозно погодени. Благодарам.